Благодарение на успесите на ракометниот клуб Металург, Македонија се најде на 10-то место на новото рангирање на ЕХФ, што значи дека од следната година нашиот ракометен шампион нема да игра квалификации за пласман во Лигата на шампионите. Оваа новина пред се е благодарејќи на успесите на Металург кој годинава стигна до четвртфиналето во елитното надпреварување. Македонија како држава сега е рангирана на 10-то место на ЕХФ листата и се наоѓа зад Шпанија, Германија, Данска, Унгарија, Полска, Русија, Хрватска, Франција и Словенија. Како тим, македонскиот шампион ќе биде 12-то рангиран, бидејќи пред него ќе бидат и второ пласираните од првенствата на Шпанија и на Германија. Спортскиот директор на Пари Сен-Жермен Леонардо доби 9-месечна суспензија поради намерното буткање на судијата Александро Кастро по завршувањето на мечот со Валенсиенс. Дисциплинската комисија на францускиот шампионат одлучи строго да го казни Леонардо за да спречи вакви ситуации да се случуваат и во иднина. Леонардо на дополнителното сослушување се обиде да се излече со изјавата дека некој друг од позадина го турнел, па тој се удрил во судијата Кастро. Сепак ова не помина кај дисциплинската комисија на чело со претседателот на оваа комисија Паскал Гарибијан, кој јавно соопшти дека Леонардо ќе мора да паузира 9 месеци. Суспензијата значи дека тој нема да може да седи на клупата и да има контакт со судиите во овој период, но сепак има пристап во собликуваната на својот тим и ќе може да ги води преговорите за трансферите на Пари Сен-Жермен. Казната не важи за европските надпревари, а новиот шампион доби и условна казна од одземање на 3 бода која ќе биде активирана ако некој од представниците направи сличен потек во текот на следната сезона. Легендарниот Карл Мелоун се враќа во екипата на Јута Джез, каде што ја мина речиси целата своја играчка кариера. Тренерот на Јута Тајрон Корбин соопшти дека Мелоун ќе им помага на крилото Дерик Фейворс и турскиот центар Енес Кантер, како и на сите оние на кои ќе им биде потребна подршка. Мелоун го носеше дресот на Јута 18 сезони, 14 пати настапи на All-Star мечевите и се наоѓа на второто место на вечната листа по бројот на постигнати поени во NBA лигата. Популарниот поштар треба да ја помогне на Јута да се пласира во плејофот, бидејќи со неговиот ангажман се очекува младите Фейворс и Кантер да ги подобрат своите статистики и бројки. Организаторите на зимските олимписки игри во руски Сочи во 2014 година ги представија медалите кои ќе им бидат доделени на најуспешните. Изработени се 1300 медали за олимписките и параолимписките игри во 2014 година, а дизајнот на медалите ги прекажува позначените знаменитости на Русија, но и иновативниот пристап на игрите. Зависно од бојата, медалите ќе тежат помеѓу 460 и 531 грам и имаат додаток од стакло и поликарбонат. Дебелината е 10 мм, додека диаметерот е 100 мм. За изработка на која поединечно беа потребни по околу 18 часа, а потрошени беа 3 кг злато. Игрите ќе се одржат од 7 до 23 февруари следната година. На медалите се прикажани сончеви зраци кои рефлектираат светлината, а дизајнот е одобрен од извршниот одбор на Меѓународниот олимписки комитет. Кошаркарскиот клуб Академија Баскет и оваа година по 16 пат од 13 до 20 јуни го организира Кошаркарскиот камп Охрид 2013 во соработка со МТМ телевизија. И оваа година ви нудиме многу забава, дружење, тренинзи, надпревари и награди од нашите пријатели, како и специјални гости од светот на кошарката кои ќе бидат наши промотори на Кошаркарскиот камп Охрид 2013. Планирани се и посети на знаменитостите кои имаат посебна важност и се карактеристики на градот Охрид. На Кошаркарскиот камп Охрид 2013 ќе се тренира по најмодерни кошаркарски методи, предводени од професионални дипломирани кошаркарски тренери. Дојдете да се дружиме, забавуваме, надпреваруваме, наградуваме и да уживаме во убавините на Охридското езеро и градот Охрид, кој е заштитен град од УНЕСКО. Стани и ти дел од Кошаркарската академија и пријави се на летниот кошаркарски камп Охрид 2012. Пријавувањето се врши на телефонските броеви 078 211 279, 078 393 657, 2521 003 или на имейл адресата academiabasket@yahoo.com. Ве очекуваме.